Агенцијата за вработување го објави огласот за преквалификација на млади невработени лица до 34 години за напредни високоплатени информатички вештини. Околу 1200 невработени може да ги стекнат овие вештини на бесплатните обуки за информатички вештини и технологии. Ресорните министри денеска ја најавија програмата. Оваа година, преку оперативните мерки за вработување, владата издвои 35,1 милион денари, што е за 4 пати или 4,5 пати повеќе од минатата година, со цел да опфатиме 1253 невработени млади лица до 34 години. Повикот е објавен вчера од страна на агенцијата, денес од страна на агенцијата за вработување, додека на 5.9 се објави и огласот за спроведувачи на обуките или провајдери. Она што е важно за нас како влада е тоа дека младите лица навистина треба да добијат шанса да се дообучат не само за ниско платени работни места, туку и за високо платени работни места, како што се работните места во IT индустријата. Министерот за информатичко општество вели дека од година во година расте интересот кај компаниите за отворање нови работни места. Имаме над 2000 регистрирани IT компании во нашата земја и дека во првата половина на 2019 година се основани 145 нови. Значи тие секој ден бројот расте. Бројот на вработени во овие IT компании се движи некаде помеѓу 14 и 18 илјади лица. Растот на ИКТ индустријата во последните 5 години е 47% и согласно и последните податоци од Заводот за статистика имаме и сега во моментот најголемиот придонес процентуално во бруто домашниот производ веќе доаѓа од ИКТ индустријата. Една од следните мерки која што ќе следува до крајот на годината е она што веќе го најави премиерот, намалување на данокот на добивка за развој во ИКТ индустријата на 3%, што дополнително сметаме дека ќе ги мотивира инвеститорите да отвараат нови работни места и да инвестираат во оваа индустрија. Конкретно што значат овие обуки за младите невработени луѓе. Значи, ќе има обуки за напредни IT вештини. Целна група, рековме дека се веќе млади невработени до 34 години и ќе се опфатат 133 невработени лица за следните IT вештини. Системски инженер, Cloud администратор, Automation тестер, UX Design Specialist и Software тестер. Обуките за напредни информатички вештини ќе се спроведуваат на цела територија во зависност од интересот кај невработените. Со нив, невработените ќе станат конкурентни за најбараните и најплатени работни места, истакнаа на пресконференцијата.